Во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани почна втората фаза од распределбата на картичките за зелена нафта. Според стручната служба за добивање на оваа финансиска подршка, евидентирани се 2021 земјоделско стопанство во општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Сите тие како помош за набавка на дизел гориво за земјоделската механизација ќе добијат вкупно 108.000 евра. Земјоделците можат лично да ги подигнат картичките во просториите на службата, при што неопходно е да приложат документ за идентификација. Пред една недела стигна и втората тура на картички за дизел гориво, вкупно на број 154, за сите оние земјоделци кои што долгот го имат подмирено после 28 јули 2022 година, кога е правен првиот пресек. Значи сите оние земјоделци кои ги нема на списоците во првата пратка, можат да пристапат до подрачната единица за да проверат дали се наоѓаат во оваа втора пратка, која, како што рековме, се пристигнати 154 картички за дизел гориво. Земјоделците картичките за дизел гориво кои што ги имат подигнато или оние кои што во иднина треба да ги подигнат, ги исто известуваме дека картичките за дизел гориво, односно средствата што се наоѓаат на тие картички, може да ги искористат максимално до 30 април 2023 година. Износот со кој ќе им бидат покриени трошоците за дизел гориво на земјоделците е различен за единица површина, односно е определен според земјоделската гранка што е пријавена во електронските барања што земјоделците ги поднеле до Агенцијата за финансиска поддршка за програмата за 2021 година. Во првата фаза од распределбата на картичките за зелена нафта беа влезени над 1800 земјоделци, кои ги подмирале давачките до 25 јули минатата година. По завршувањето на втората фаза пак, земјоделците кои плаќањето на врските го извршиле по нова година ќе можат да ги добијат во наредниот период во трета фаза. Од подрачната единица за земјоделство истакнаа дека повеќе од 90% од евидентираните земјоделци веќе ја добиле финансиската поддршка за набавка на гориво за механизацијата. Нехуманото постапување и масакрирање на бездомните кучиња што се случи деновиве во општините Струга и Неготино, при што е користено огнено оружје и отровни материи, по кој знае кој пат го актуализира прашањето за нивниот третман. Постапките на одделни граѓани сами да најдат решение, откако претходно се случиле напади од животните што се оставени на улица, воопшто не е решение, ниту од безбедносен аспект, ниту пак од намалување на популацијата на овие кучиња. Сите досегашни активности за решавање на проблемот во општина Кочани не се покажаа ефикасни. По улиците и понатаму шетаат во поголеми групи, откако по третманот што го добиле од ангажираната ветеринарна институција препуштени се сами на себе. Дополнително на целата ситуација негативен белег даваат и сомневањата дека се носат кучиња од други градови, со што нивниот број во Кочани воопшто не се намалува. На последната седница Советот на општината вообичаено расправаше за предлог програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња во 2023 година. Но таа најде на неколку забелешки, како и барање начин да се најде соодветно и ефикасно решение. Дали имаме конкретна иницијатива за да го спроведеме ние тоа на дело, бидејќи само така можеме да дојдеме до решение. Ние ако не можеме да најдеме решение за уличните кучиња, како ќе најдеме за луѓето решение? Факт е дека се проблем кога се во централното градско подрачје, но не побитен факт е дека ние луѓето треба да најдеме решение за тие кучиња, бидејќи кучињата сами по себе нема да се организират и да си најдат некое катче каде што ќе бидат и тие безбедни, затоа што гледаме на несовесни минувачи секојдневно, дали сега во овој период со петарди, дали со камења, ги иритираат тие кучиња. Истите се изгладнете, вие кога имате гладен човек на улица е проблем и е нервозен, камо ли пак куче. Ние како општина да изградиме сопствено префетилиште или стационар не може. На една од координациите мислам дека имавме веќе разговарано како да биде изготвен проект од општина Кочани и преку источно плански, заедно, значи регионално, да можеме да успееме во тоа. Реално ние како општина не можеме, ама мислам дека како регионален проект преку источно плански регион дека можеме нешто да направиме, бидејќи стварно со ова заловување од страна на
фирмата не се решава никаков проблем. Од општинската администрација информираат дека предлог програмата е само дел од начините со кои се регулира популацијата на бездомните куќиња, но дека се прават напори тоа на долг рок да биде преку регионален аспект. Во програмата на Источнопланскиот регион веќе што е донесена минатиот петок, мислам дека одеше советот на истите, во текот на 23-та година ќе биде изработена студија за регионално третирање, односно прифатилиште на куќињата скитници. Од друга страна, со општина Перник исто така разговаравме, меѓутоа самите европски регулативи не дозволуваат, тие имаат направено друг начин на решавање на проблемот, еден хуман пристап, односно вдомување на нивните куќиња во Франција. Меѓутоа, до ден денешен не можеме да најдеме законски начин како тоа да го реализираме тука во општина Кочани. Сметам дека 2023 година самата студија ќе даде одговор, ќе даде финансиски импликации, ќе биде споделена со вас, па ќе пристапиме во понатамошна реакција. За волја на вистината, идејата за регионално решавање на проблемот со куќињата скитници не е нова. Исто таква иницијатива беше дадена уште во јули 2018-та. Во практика, таа досега не заживеа, а со најавата за изработка на студија што треба да се очекува во текот на оваа година, нема дилема дека бездомните животни уште долго ќе останат на улиците. Надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство против 60-годишниот ГХ од Република Косово. Против него постојат основи на сомнение дека сторил кривични дела, тешка кражба на дрзок начин, неовластено навлегување и оштетување на компјутерски систем и употреба на исправа со невистините содржина. Пријавеното лице на пазарот во Кочани одзело платежна картичка од друго лице, пошто во неколку наврати со неа подигал пари од банкомат. Исто така, при легитимирање на полициски службеници, осомничениот приложил лична карта на друго лице. Предходно, во периодот пред Нова година, полицијата поднесе кривични пријави и против 54-годишниот БА и 63-годишниот СС, и двајцата исто така од Република Косово. И тие извршиле тешки кражби на дрзок начин и оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Пријавените на пазарот во Кочани одзеле паричници на две лица во кои имало пари, платежни и кредитни картички како и лични документи. Потоа во повеќе наврати од банкомати на две банки извадиле парични средства. Општина Кочани го продолжува традиционалниот избор на најдобар спортист. По тој повод веќе е објавен јавен повик за пријавување поединци и спортски екипи кои ќе бидат номинирани за некоја од наградите и признанијата за своите постигнувања во текот на 2022 година. На манифестацијата што ќе се одржи во термин што дополнително ќе биде определен, ќе бидат избрани најдобар спортист за минатата година, најдобар млад надлежен спортист, најдобра екипа, најдобар тренер и најдобар спортски работник. Од општина Кочани информираат дека право на учество во изборот имаат сите спортисти, екипи и спортски работници од клубови кои се со дејност спорт регистрирани во општина Кочани. При тоа секој кандидат треба да поднесе копија од клубската легитимација. При пријавувањето потребно е да се достават податоци за постигнатите резултати, како и копии од добиените признанија за освоените места, без разлика дали се работи за турнир или пак за државни и меѓународни надпреварувања. Пријавите треба да содржат и податоци од лице за контакт со телефонски број. Рокот за поднесување на документацијата е до 19 јануари. Документите се доставуваат до одделението за јавни дејности преку едношалтерската канцеларија во општина Кочани. Локалниот младински совет од општина Зрновци, што беше основан пред 10 месеци, ги продолжува своите активности и во текот на оваа година. Дел од нив имаат хуманитарен карактер, а се реализираат во соработка со локалната самоуправа на Зрновци. Веќе е најавена акција за доброволно крадорување, што е планирано да се одржи в петок. Активноста е прва за годинава, а до жителите на Зрновци е упатен повик да ја покажат својата хуманост како најголема човечка доблест и заедничка особина за сите.
Акцијата за доброволно крводарување в петок ќе почне во 9 и ќе трае до 13 часот. Ќе се спроведе во салата за состаноци во зградата на општина Зрновци. Подршка за нејзината успешна реализација ќе даде и општинската организација на Црвен крст од Кочани. Минатата година локалниот младински совет и општина Зрновци организираа 2 акции за крводарување по повод Денот на крводарителството 7 април и Илинден, празникот на општината. При тоа беа собрани 30 единици крв.